Здраво, другарчиња! Повторно сум тука со вас. Јас сум учителка Кики од градинка Бубамара од Скопје. Денеска решив да зборуваме малку за математиката, односно да научиме за трите форми квадрат, триаголник и круг. Најпрво ќе прочитаме една приказна, а потоа ќе играме неколку математички игри. Ајде да започнеме. Тројцата другари, квадрат, триаголник и круг. Еднаш, во една занимална, волшебна занимална, се живееја три форми. Тие беа толку сложни, што никогаш не се караа. А нивните игри беа најинтересни игри на целиот свет. Едната форма се викаше квадрат. Другата форма се викаше триаголник. Додека пак третата форма се викаше круг. Квадратот и триаголникот стоеа цврсто на земјата, освен кругот кој постојано се тркалаше натаму и наваму во сите насоки. Еден ден, квадратот предложи да играат некоја интересна игра. Таа игра се викаше градење, да изградат нешто интересно, но и нешто корисно. Триаголникот предложи тоа да биде куќа, па така трите форми се вклучија во играта. Квадратот легна на подот, се намести, а триаголникот веднаш над него. Ова навистина личеше на мала куќичка. Триаголникот беше покрив. Но кругот не се налути. Размислуваше и размислуваше како да ја дополни оваа убава слика. Тој се стркала покрај триаголникот и квадратот и се постави високо над нив. Што мислите, деца? Што представува кругот на сликата? Точно. Тоа е сонцето кое што топло и убаво ја грее куќичката. Ова беше приказната за тројцата другари, триаголник, квадрат и круг. Тие направиле убава слика. А сега јас ќе ви предложам со вашите родители од колаж или од хартија во боја да ги исечете овие форми во различна големина и да направите интересни слики кои што вие ќе си ги замислите. Еве јас направив неколку сликички. Направив од три триаголници една голема елка и стеблото од еден квадрат. Од круг и од мали триаголници направив сонце. И јас направив куќичка од триаголник, голем квадрат и три помали квадратчиња. Од еден кафен квадрат и неколку виолетови кругови направив грозје. Се обидов да направам и едно детенце, каде што ги употребив сите форми кои што денеска ги учевме. Направете го и вие ова. Обидете се со овие форми кои што денеска ги споменавме да направите неколку слики. Ајде сега да одиме понатаму. Ајде да се запознаеме со формите кои што се наоѓаат насекаде околу нас. Еве, например, кругот, каде на друго место можеме да го сретнеме. Да, кај гумата за пливање која што ја носиме со нас за време на летните одмори. Исто така, и гумите на автомобилите имаат округла форма, форма на круг. И некои ѕидни часовници имаат форма на круг. Додека пак триаголникот го среќаваме кај разни видови на играчки. Кога надвор се шетаме, на улица можеме да сретнеме некои знаци кои што имаат форма на триаголник. А исто така и лубеницата, кога ќе ја исечеме, може да наликува на триаголник. Квадратот пак можеме да го сретнеме кај некои видови исто така на ѕидни часовници, кај перниците на кои што сладко си спиеме
И форма на квадрат имаат и бисквитите кои што си ги грицкаме секојдневно. Наредната игра која што ја подготвив за вас е математичката игра да ја препознаеме сликата во која форма е. Еве, например, овој брод овде, каква форма има? Дали е тоа квадрат? Не. Дали е тоа круг? Не. Но тоа е триаголник. Исто така и овој пакет овде, кој што е сигурно полн со играчки, мислам дека има форма на квадрат, точно. Ова колаче овде, кое што многу сладко изгледа, има округла форма, односно форма на круг. Оваа сина капа наликува на триаголник, а додека пак нашата планета Земја има округла форма, односно форма на круг. Шпоретот, каде што мама прави сладки торти и колачи, наликува на квадрат. А оваа вкусна крофна има форма на круг. Дечиња, се надевам дека научивме нешто интересно за формите и дека ги запомнивме овие три форми. Чувајте се, а ние ќе се видиме повторно со наредно видео. Чао!